Почитувани битолчани, мило ми е што вечерва сте во толкав голем број тука присутни во Завод и музеј Битола на Пациото. Благодарам што дојдовте на ова жешко време, на промоција на вистина една нова приказна која што ја започнавме заедно со демократската обнова на Македонија Дом. Многу се запрашаа зошто сега се појави овие од ЛДП и од Дом и направија ново граѓанско движење. Многумина ги заинтригира зошто партии кои се дел од извршната власт ни порачуваат да излеземе од маглата. Што им значи тоа да излеземе од маглата и да направиме промени? Тоа се прашања кои што деновиве ги слушав. Добро. Кои што ги слушав и јас и моите колеги од Дом. Точно ние сме дел од извршната власт, но во исто време сме и граѓански партии од центарот, кои во извршната власт го водат заеднички, да речам, едно министерство, ресорот за локална самоуправа. Ресор, поради кој секојдневно сме низ нашите градови и села, што ни дава точна слика за недостатоците со кои се соочуваат секојдневно нашите граѓани. Маглата е тоа што големите политички партии кон локалните избори се однесуваат како кон парламентарни избори, со вечните пораки од кои сме веќе изморени. Да ја биде или да не ја биде државата, ги прогласуваат изборите за своевиден референдум за или против актуелната власт. И за таа цел сеат страв, неизвестност, но и креираат неочекувано високи ветувања, кои секоја година завршуваат с уште поголеми разочарувања на граѓаните. Каде ја доведува Битола со ваквото однесување во овие 30 години независност? Од град Бисер, центар на сите случувања во државата, ја доведува до град без перспектива за младите. Секој ден слушаме како некој млад ја напуштил државата и со својата фамилија се одселил во странство. Тоа е така затоа што управувањето на Битола не може да се води со политиканство, со корупција или со недоверба кон луѓето и без визија за развој на градот. Потребни ни се експерти, потребно ни е знаењето на секој наш талентиран жител, потребно ни е да ги вклучиме најспособните луѓе во локалната самоуправа со искуство и признанија, а не заслужените партиски војници. Големите партии поради гломазноста, поради воспоставениот систем на потреба од послушност на членовите и едноумието кое владее кај нив, едноставно имаат спуштено рампа за овие талентирани млади луѓе кои не трпат покорност и неправда и кои не сакаат да членуваат во политички партии. Нашата цел е да ги мобилизираме сите нив, да ги мотивираме сите граѓани кои мислат како нас, да се вклучат и заедно да покажеме дека можеме да направиме промени и во Битола. Да излеземе од маглата значи да излеземе од неспособноста и поделбите и да го промениме концептот на делување. Да размислуваме стратешки и со визија, каде треба да биде секој наш град во наредните 10 години, како ќе изгледа Битола во наредните 10 години и како да го направиме градот подобро место за живење, за нас, за нашите деца. Ни фалат многу работи. Работи кои не се прават преку ноќ. Но ако плански се работеше, денес немаше да зборуваме за тоа. Ни треба стратегија во секоја област. Финансиска поддршка за сите млади, талентирани спортисти и нивните тренери, наместо финансирање и ангажирање само на странски спортисти. Целосна поддршка на локалните музички звезди и таленти, наместо на пензионираните екс-ю пеачи. Поддршка на талентираните ученици и нивните проекти. Да направиме визија за развој на зимскиот, културниот, духовниот, авантуристичкиот туризам во градот. Стратегија за намалување на загадувањето. Ред во урбаниот хаос. Да направиме наместо бетонски џунгли паметно, хумано живење со локални простори за детски паркови, игралишта, паркови за пензионери, доволно паркинг простор за возилата, велосипедски патеки, луна парк, рекреативни зони, забава за најмладите, културни случувања во текот на целата година, не само во текот на летото. Модерен клинички центар со современа опрема. Да, и општината може да даде финансиски средства за таа работа.
Дигитални општини и смарт градови, односно смарт сити Битола. Општина пријател на приватниот сектор и на приватните иницијативи, наместо нивен главен кочничар и да гледаме на телевизија како приватниците се жалат од општината, дека не им дава маркици, дека не им помага за развој на нивниот бизнис. Затоа е слоганот да излеземе од маглата и да видиме дека ништо од ова не е направено што го набројав. Треба да сме одлучни и да направиме промени кои ќе значат подобро планирање и подобар живот во нашите градови и села. Граѓанската коалиција на ЛДП и на ДОМ, заедно со сите граѓански активисти кои што сакаат да ни се приклучат, ќе понуди концепт и ќе им овозможи на граѓаните да имаат избор. Дали ќе продолжат по старо или ќе направат промени како во државите од окружувањето. И тука Валентине во право кога рече ги заплашуваат. Едните викаат тие се продолжена рака на СДСМ, другите викаат тие ќе му помогнат на ВМРО, ДПМН. Зарем во овај град и во оваа држава не може да се гласа различно црно и бело? Зарем не може да има опција во граѓанскиот центар која што ќе понуди алтернатива и ќе понуди нов начин на водење на градовите? Само со промени и јасна визија Битола ќе има капацитет да реализира проекти, да аплицира и да користи не само европски, туку и буџетски средства од државата, да излезе од калта и повторно да стане град бисер. Затоа се потребни луѓе на кои им не име професија политика, туку архитекти, инженери, проект менаџери, луѓе од акција и луѓе од знаење, луѓе кои ќе ја чуваат Битола од политиканство, од корупција и од демагогија. Како партија од центарот се решивме токму на тој чекор, да им дадеме шанса на луѓето, на граѓаните, кои ќе направат разлика во Битола и на кои им ќе бидеме горди сите ние со нивното делување во наредниот 4 годишен мандат. Нашата наискрена намера е да го отстапиме просторот на знаењето и на стручноста. Заедно да кажеме доста е за демагогијата и за политичките кариеристи и така да излеземе од маглата, да направиме промени во нашиот град. Да си го чуваме градот и да покажеме како треба успешно да се води една општина во државата. Битола го има тој потенцијал. Има луѓе кои знаат како треба да се води градот. Само треба да ни се даде простор и можност да направиме промени. Затоа ве повикувам сите да ни се приклучите, заедно да излеземе од оваа магла која ни се сервира 30 години и да ги направиме неопходните промени на локално ниво. Сигурен сум дека кон ова граѓанско движење во Битола, во следниот период ќе ни се придружат голем број на локални активисти, екоактивисти, граѓански активисти, луѓе кои размислуваат различно и ќе делуваат во интерес на граѓаните, а не на политичките партии. Одлучни сме во оваа битка за граѓаните да ја водиме до крај. Ќе беше полесно да си седиме во некоја од заедно со големите партии и да чекаме резултат на крајот на денот. Но ние се одваживме, се одхарабривме и решени сме да одиме во оваа битка со сите вас заедно до крај. Затоа ќе ве повикам да ни се приклучите сите вие и вашите пријатели. Благодарам.